Со ова всушност ја најавивме и нашата следна тема, која што ќе ја работиме, ќе ја обработуваме во следниве 20 на минути во Македонија наутро. Инспирација не беше првиот фестивал на стари игри кој што викендов, односно во сабота на 27 мај се одржа во Музеот на Македонија во Скопје. Интересен фестивал, како поминал, верувам убаво, но за тоа ќе ни каже организаторот кој што ќе ни биде наш гостин, заедно со психолог, бидејќи малку повеќе ќе навлеземе во нашата тема за разговор, колку традиционалните игри за деца се одлични за подобрување на сликата за нив, односно колку дечињата преку овие традиционални игри си ја подобруваат сликата за себе. Ајде, добро утро прво за дамата, Марија Конеска, психолог, и добро утро за господинот Орце Ицковски од Сдруженијето Детски свет, организатор на фестивалот за стари игри. Марија, кога го договаравме гостувањето во петокот, ме прашавте каде ќе се одржува фестивалот, во колку, и Орце ми каже дека сте биле со дечињата таму. Како поминавте? Така. Ви благодарам на поканата. Секако да бевме со моите дечиња во саботата на фестивалот. Не успеавме да бидеме директни учесници, туку бевме гости, бидејќи фестивалот веќе беше организиран претходно со други градови, со други дечиња, но фестивалот беше доста интересен. Беа допрени онака сите игри кои ние од детството ги игравме и се гледаше таа насмевка и разиграност кај децата, особено кај оние денешни деца кои се постојано пред мобилните телефони. Една друга слика видовме како од нашето детство, како ние бевме онака весели, расположени и еден со друг постојано во постојана игра. Комуникација, социализација. Орце, добро утро и за вас. Добро утро. Верувам, јас ги слушам коментарите од луѓето што биле, но верувам и вие како организатори задоволни. Како помина првиот фестивал? Навистина задоволни и воодушевени од она што го видовме, затоа што резултатот се гледа директно на настанот и чувствата и емоциите кои што ги доживеавме заедно со дечињата беа прекрасни и во контакт следниот ден со сите наставници кажуваа дека децата бараат повторно да се организира нешто вакво, да се дружат и да продолжат да ги играат овие игри. Интересно беше затоа што ние во фестивалот случивме повеќе градови од нашата држава, од кои што ќе набрам неколку: Делчево, Кавадарци, Тетово. Имавме овде од регионот на Скопје, од периферијата на Скопје, од центар на Скопје, од аеродром конкретно. Имавме и други учесници, имавме и слободно вклучени случајни менувачи, така да ги наречам. И сите тие се здружија на некој начин и оформија и тимови и целиот ден го поминаа прекрасно. Така. Од каде идејата, од каде ви поттикна, што ве поттикна всушност да го организирате овој фестивал? Нас не поттикна да ја отвориме убавава тема денеска, но чисто која беше она првична идеја да се организира фестивал на стари игри? Ние како Сдружение Детски свет и слоганот на нашето здружение Децата и младите во акција за подобар свет, веќе подолго време ги третираме потребите на децата и на младите. И во последниве неколку години направивме неколку проекти во кои што им презентиравме културни споменици, културно наследство. Конкретно, минатата година имавме посетување на локалитети од културна... Не, во Скопје, баш во Скопје, локалитети кои што свативме дека децата не ги посетиле. И интересот беше исто така добар и резултатите одлични. Од таму, со тие искуства, дојдовме до сознание дека ваков тип на фестивал бил одличен да ги запознаеме истите тие деца, да ги здружиме со повеќе региони од државата, да ги видиме разликите, нели, секој од својот регион кој што доаѓа носи своји традиции и своји имено и самите игри се викаат на различен начин, имаат своји различни имења. Колку дечиња да ги познава игрите? Тоа ме интересира. Доста. Ние ова го работевме последниве 3 месеци, нели? Се спремавме и во училиштата ги спремаа игрите. Така да дојдоа спремни. Подготвени, ама имаше и игри кои што и на лице место на самиот настан се
се игра и се без да бидат претходно подготвени. Еве гледаме ние фотографии од тоа како помина целиот фестивал. Јас најдов едно интересно истражување, Марија, од психолог, ваша колешка од Грција, Линда Пападопулос, вели преку своите истражувања утврдила дека едноставните игри како криенка или школка се клучни за да ги спречат децата да бидат загрижени, например, за својата тежина или да имаат негативно мислење за својот изглед. Ова е само една од придобивките при играњето на ваквите стари игри, ако споредуваме со тоа што сега малите сакаат да играат. Тука се наметнува прашањето, нели, кој е вашето мислење, дали старите игри може да помогнат во подобрување на самодовербата кај децата, и ако да, на кој начин? Така, секако старите игри може да помогнат и воопшто играта може да помогне во подобрувањето на самодовербата кај децата, особено од најмали нозе, и директно и индиректно. Во случајов преку овие стари игри кои сега се организирано и воопшто преку игрите кои се постојано на улица, тие стари игри беа на улица. Не беа затворени помеѓу 4 зида или пред екраните или пред електронските уреди. Тие беа игри во комуникација и социјализација со другите деца. Самата комуникација со другите деца, односно целта на тие игри е да бидеме дел од група. Да се социјализираме, да комуницираме, да. Самата социјализација доведува до поголема слика за себе, односно до спознавање на своите способности и квалитети кај детето. Бидејќи ние имавме различни игри во детството кои не ги делеа децата, имаше доста еднаквост, доста прифаќање на секој едно дете. Како што кажува истражувањето, повеќе тука се работи за оние деца кои имаат пониска самодоверба заради повисоката телесна тежина. Во овие игри нема разлика, туку има повеќе игри кои укажуваат на тоа да се вклучи секој, да се бори, да ги спознае своите способности или па да ја покаже онаа способност која ја има и во која може да биде подобар во било која игра всушност има таква можност. Така да самите игри и индиректно и директно влијаат да децата да се покажат од една страна, од друга страна да бидат дел од група и да се социјализираат, од трета страна всушност и да се залагаат во себе и да се вложуваат во самите игри за да можат да покажат дека и тие се дел од сите други и со тоа и да си ја подобрат сликата за себе, дека тие можат, дека се исти како другите и дека нема никаква разноликост од нив која е најчесто укажана денес помеѓу социјализацијата помеѓу децата. Така. Имаше родители возбудени, Орце? Освен деца, бидејќи ние возрастните на ваквите стари игри, верувам и Марија ќе се согласи, се уште се така, возбудуваме убаво ни доаѓа. Стрекни сме посебно кога ќе видиме деца како ги играат. Да, имавме и родители кои што и тие посакаат да играат, да, и исто зазема учество. Еве, исто може да потврди Марија дека комплетно целата ситуација и возбудата кај сите се осеќаше целиот ден, нели, од самиот почеток до крајот. Интересно беше што им направивме еден вид вовед во игрите, сите дечиња што доаѓа од периферијава на државава, им организиравме тура во музеот, да го посетат музеот, со водич кој што исто така вроди голем интерес и возбуда кај дечиња од Тетово беа возбудени од самата посета на музеот, а на крајот на настанот им приредивме еден музички настан, концерт, на кој што беше презентирана исто македонска музика, која што беше аранжирана и компонирана на современ композитор во современ стил, сите оние стари македонски мелодии, отсвирени на класични инструменти, кој што даде еден убав заокружен дел, заокружување на целиот настан и децата буквално си отида среќни од настанот, што ни представува огромно задоволство на нас како организатори. На смевките верувам дека ви дадоа потики понатака да размислувате, може би да стане традиција еден ваков фестивал. Да, токму така, ова е идеја која што планираме да прерасне во поголеми размери, во случајов може би и да вклучиме повеќе градови, а исто така станува збори да вклучиме може би и некои региони надвор од нашата држава, соседниве. Така.
Марија, колку, бидејќи ги споминавме родителите, тука прашањето колку родителите можеби претеруваат со пренагласеност на оваа тема. Доаѓаме до генерацијски јас. Колку можеби честото зборување во наше време ги одвраќа младите токму од ваквите стари игри, кои што всушност не значат само исполнување на меракот на родителот да го види детето како практикува некоја стара игра, туку ете сите истражувања говорат и едно друго на кое што најдов дека исто се вели доколку практикувате некој од овие игри како да практикувате спорт. Сега, каде родителите тука да ја најдат златната средина, тоа да не го пренагласуваат на своите деца, па така на децата тоа да им стане одбивно, или може би имаат мака со пренагласувањето? Така. Од една страна родителите пренагласуваат, но не се вложуваат да ги вклучат децата во едни вакви игри, односно да подпомогнат децата да можат да ги развијат или да можат заеднички да ги играат овие игри. Како што вие ги однесовте вашите деца во саботата, например, на еден ваков фестивал. И тоа беше доста интересно, зашто ние не сме дел или зашто ние не можеме, но сепак има една друга страна. Ќе тргнеме до она што се случува на нашата улица. Имаме улица со 40 деца, каде што живееме ние, и тоа е доста многу добра. Улица која ме потсеќа и на моето детство, и исто така и мојот сопруг живеел на таа улица, постојано бевме на улица, вели. И нашите деца се постојано на улица затоа што ние го овозможуваме тоа и ние сме дел од улицата заедно со нашите деца. Им покажуваме, им цртаме плочка, играме жмурка заедно со нив, играме ластик, им покажуваме. Джамли. Кој ќе им покаже, каде ќе го научат со мобилните во рака. Значи, ние треба да сме дел од тие кои ќе им ги покажат овие игри, ќе ги стимулираат, ќе ги мотивираат децата да можат да ги играат, за понатаму тоа да стане и дел од нивното секојдневие. Затоа што, знаете, тоа е еден биолошки процес на учење, природен процес на учење. Нашите деца всушност си го изгуби од најмали нос за тој природен процес на учење, па после тоа ние се трудиме да ги убедуваме, ајде, играјте како нас. Се задоја со мобилните. Се задоја со електронските уреди. Така да тоа е еден голем јас помеѓу нас, генерациите. Не можеме ние да ги натераме секојдневно да играат игри како нас и секојдневно да функционира како ние кога сме функционирале, кога сме биле деца, бидејќи во наше време ние не бевме насочени на мобилните, бевме насочени да го исполниме слободното и досадното време, да кажем, со токму тие игри. И тие игри никогаш не ни беа досадни, секогаш имаше можност да бидеме покреативни и да се вложуваме се повеќе, бидејќи тоа е еден природен процес на развој на нашиот мозок. Но во случајов денес мобилните телефони ни го одзедоа тоа, всушност така почна да раста. Тоа е нивниот нормален процес на растење. Така да треба да се најде една средина, да кажам, бидејќи не може децата, не може моето дете да се тргне од сето она што другите деца прават и да бидем сосема поинаку. Со кого ќе игра на улица ако сите се на мобилните телефони? Ние можеме да бидеме доста стимулирачки фактори, да ги мотивираме и да застанеме со нив на улица и да им покажеме, видете дечки, оваа игра колку може да биде добра заеднички со ова. Ние го правиме тоа на улица и тоа е доста добро, така да моите деца и голем број деца кои се тука на улицата ги знаат дел од овие игри, затоа што голем број од родителите се вложени. Но сето тоа треба со доза на резерва, каде што да не му се придаде многу значење и на тие игри, да кажам, и да се одземе значењето на електронските уреди, тука да има една средина, да се воспостави еден баланс. Так. Во ова брошурче, Орце, објасните, сега гледам и сите игри на фестивалот, кои што се практикувале шах, джамли, под каде име потеклото и слично, например, еве за ластикот, вели, потекнува од Кина, од 7-миот век од нашата ера. Од каде ги најдовте овие податоци? Интересно е ова и самите, не само дечиња, туку и родители да го знаат и возрастни луѓе, бидејќи. Да, имено и ние исто бевме од некои податоци зачудени, инаку имавме во нашиот тим етнолог, поздрав до Душица Брациć, која што истражуваше и нели на самиот фестивал ги анализиравме игрите и ги презентиравме со потеклото, од кога потекнува, кога се играла. Еве, јас не знаев дека плочката потекнува од Рим.
што играме тука. Како дошло Или за ластикот од Кина, например. Од Кина, Се да. фатив за него тоа прво Да, го прочитав. а сакав само да се надоврзам дека во секој случај овие игри, стари игри, помагаат во развојот на кај децата на моториката. Овој проблем кој што се јавува со електронски уреди, со телефони, кај што моториката на некој начин закрешлавува кај децата, овие се игри кои што дефинитивно помагаат многу. Ние како здружение работевме пред неколку години исто проект кај што музиката како ја земавме како начин за подобрување на моториката. Нели, со свирење клавир, свирење некој инструмент. Исто така и овие игри се со физичко дружење. Да, баш и кажав, баш во некои земји ги споредуваат со спорт, исто како детето да практикува спорт. Да, и оној интересен момент кој го имавме во саботата е надпреварачкиот дух. Се разбуди кој ќе победи, кој ќе победи, кој ќе добие диплома, Би сакал да при крај, Марија, само да завршиме и со уште едно тврдење на психолозите, нели потикнато од истражување, дека токму овие стари игри го потикнуваат интелектуалниот развој на самите дечиња. Не зборуваме тука само за физичкиот развој. Така, во секој случај го поттикнуваат интелектуалниот развој, затоа што природниот процес за поттикнување на интелектуалниот развој пред се да сме физички активни. Така. Убаво кажа и господинот и господиот Орце дека она што најнапред се развива е физичката активност. Така. Преку физичката активност всушност се развива и мозокот. Најмали нозес, бидејќи самото движење е првичната основа која го стимулира развивањето на невроните во нашиот мозок. Особено во првите 5 години, па некаде 7-та година до 12-та година, каде што е период кога се создава мозокот, односно се создаваат тие синаптички врски во мозокот. Така да со сите овие игри кои се во движење, да кажам, се развива онај биолошки процес каде што се вклучени сетилата. Од еден аспект, со самото правилно одржање на рбетот се развива фината моторика, со самото тоа се развива, да кажем, креативноста и иницијативноста, емоционалната интелигенција исто така. Надпреварувачкиот дух. Надпреварувачкиот дух во секој случај и процес во кој и социоемоционалниот развој, но и психомоторниот развој се во една иста насока, онака како што природно треба да се развива еден мозок на дете до 12-та година, каде што и нели е основата која се развива целиот тој процес на развивање на невронските врски во мозокот. Така. Орце, во следното наше интервју говориме малку повеќе и за вашата работа како детски свет. Сигурно ова не е само еден проект, ова е еден од многуте проекти кои што ги реализирате, меѓутоа денеска дадовме акцент на овој фестивал на стари игри кој што се случи во сабота. Го споивме со разговор со нашиот почитуван психолог Марија Конеска, за да апелираме до родителите заеднички, барем еднаш неделно да си практикуваат стари игри со своите деца. Видовме според вашето искуство од фестивалот и според тоа што го кажуваат психолозите, зошто тоа треба да биде така. Дечињата тоа го сакаат. Ви благодарам за гостувањето во Македонија. Благодариме на поканата. Благодарам и вас.